Низок стандард, живот во субстандардни услови, проблеми со домувањето, неможноста за легализација на дивите градби, но и пропусти во образованието и селекција при вработувањето се само дел од проблемите кои граѓанските здруженија ги детектираат како проблеми кои го тежнуваат процесот на демократизација на ромската популација како етничка заедница во општеството. Нема изготвено детални урбанистички планови и генерални урбанистички планови. Тука би ја спомнал местноста Света Недела, Косовска, каде што веќе имаме и нови улици. Во овој дел се уште немаме урбанистичка документација, каде што граѓаните можат да ја завршат и постапката за легализација, да добијат имотен лист, а од друга страна и да можат да извадат лични документи. И како најбитен и најприоритетен проблем е бездомништвото на ромската популација во Штип, каде што времено имаме згрижено некаде околу 50 на семејства. Образованието и конкурентноста на пазарот на труд може да ги решат проблемите со што би се подобрил и квалитетот на животот во оваа заедница. Мал е бројот на оние кои аплицираат по мерките за вработување, покажуваат анализите на невладиниот сектор. Да има посебни мерки кои што ќе можат да помогнат спрема потребите на самата заедница. Сметам дека тука е клучниот проблем со оглед на фактот да се направи анализа пред се на дефицитарните занимања кои што ги има во пазарот на труд, а од друга страна и потребите на самата заедница во кои занаети би можеле тие да се доквалификуваат или преквалификуваат за да можат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и да можат да се вклучат во и приватниот и јавниот сектор. Препораки на невладиниот сектор за подобрување на животот на ромската популација во заедницата е што поскоро да се започне со градби за домување, да се подобрат условите на комунална хигиена, да се возможат услови за поголема безбедност во сообраќајот на улиците во ромските мала, превоз на учениците до училиштата, како и отпочнување на постапка за проширување на деталниот урбанистички план. Каков белег ќе оставиме, ти одлучуваш. Ова е мотото на денешната јавна трибина што денеска се одржа во Штип како дел од проектот за јакнување на учеството на ромите во демократскиот процес, спроведуван од Националниот демократски институт, поддржан од Националната фондација за демократија.